Добро утро. Денеска се вклучуваме во утрински брифинг од градскиот парк, каде што веќе се одвиваат и работни активности. Нашите гледачи ќе можат да забележат дека позади нас има работници кои што започнаа со уредување на паркот. Токму некако напоредно со будењето на пролета се разбуди и хортикултурното уредување, јас така тоа би го нарекла. Со нас на линкот е Елизабета Георгиевска, раководител на одделението за односи со јавност. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро до вас и до гледачите. Елизабета, за почеток би ве прашала, како што најавив, ги гледаме работниците позади нас, на што во моментов се работи? Па пролета носи многу активности за јавното предпријатие Паркови зеленило, така да можам да кажам дека скоро сите активности ги пременуваме во овој период од годината. Времето беше топло, имаше дождови, така да тревата премногу брзо растеше. Сконцентрирани сме на косење на тревниците, можам да кажам дека веќе и по трет пат некои делови, скоро и сите всушност ги косиме по трет пат. Се полева зеленилото, се садат нови садници, се заменува расадот зимски што беше насаден на цветните површини во текот на зимата, сега се заменува со летен расад. Значи се плеви, се крои, така да сите активности се присутни, се чисти секако, нели, можам да кажам дека овој период, посебно овде во градскиот парк, имаме премногу отпадоци, како што полицискиот час, нели, се продолжи до 12 часот, веќе зголемен е бројот и на посетители, така да добар дел од времето го поминуваме во чистење на градскиот парк. Покрај чистењето би ги спомнала и новите насади, односно кои што можеме да ги забележиме не само тука во паркот, туку и на пофреквентните улици и булевари. Се прават и фигури од цветни аранжмани, убаво изгледаат навистина. Колку време е потребно да се направи еден ваков цветен аранжман и од каде доаѓа идејата и со какви цвеќиња ги уредуват? Па, секако цветните фигури што се најчесто на булеварите поставени, се уредуваат со сезонски расад. Сега се заменуваат, еве конкретно денеска нашите екипи работат во општина Аеродром, го заменуваат расадот на фигурите штрк што се на самиот булевар насадени. Инаку фигурите се изработени од страна на учениците од Средното уметничко училиште Лазар Личиновски. Со нив имаме добра соработка и нивната креативност и нашата се спојуваат така да ги добиваме овие цветни фигури. Имате ли проблем со несовесни граѓани кои што во текот на изминатите години знам дека имавте проблеми, се сочувавте и со кражба на цветните аранжмани, имаше и апели од кај вас од предпријатието. Продолжува ли ваквото однесување на граѓаните? Знам дека ми испративте и фотографии кои што ако се подготвени и веќе замолам од режија да ги емитуваме и да видат и нашите гледачи дека на току-што направени нови цветни аранжмани веќе недостасуваат дел од цвеќиња. Да, тоа е веќе редовна појава, да кажам, како ги садиме новите цвеќиња, се случува да добар дел од нив бидат откорнати. Најново е сега и тука во градскиот парк имавме насадено цветна рундела со петуни и минатата недела сега недостасуваат 150 парчиња, значи тие преку ноќ се откорнати, така да сигурно и веќе и на другите локации ќе се случуваат вакви работи. Ние секоја прилика ја користиме и преку нашата Facebook страница и на нашата веб страна и вака при гостувања да упатиме апел до граѓаните да го чуваат зеленилото, значи како што се грижат за својот дом, така да се грижат и за околината. Меѓутоа, ете, се уште се присутни овие појави и директорот кога гостува на во емисии на телевизија исто така апелира, меѓутоа тоа е тоа. Сега за сега се уште се присутни ваквите работи, да. Елизабета, јас би сакала и да разграничиме кои се ингеренции на јавното предпријатие Паркови зеленило, а кои на општините, бидејќи честопати знаеме да слушнеме дека критики се упатуваат до вас. Меѓутоа, можеби дел од гледачите и не знаат точно дали некоја тревна површина е ваша должност да исчистите и скосите. Секојдневно ние добиваме обраќања од граѓаните, дали преку мејл, дали преку нашата Facebook страница или ни се јавуваат телефонски дека некои делови од градот не се искосени, дека нешто не е исчистено.
Меѓутоа, еве, да искористам оваа прилика да кажам на граѓаните дека јавното претпријатие Паркови и зеленило се грижи за зеленилото кој што под ингеренција на градот, што значи дека тука се главните паркови во градот и зеленилото на булеварите и магистралните улици. Значи сето она што е внатре во населбите, во блоковите, помеѓу зградите е под ингеренција на општините. Ние често им помагаме на општините, свесни дека нели сите не се екипирани толку ни со механизација, ни со луѓе. Некои општини имаат и своји јавни комунални претпријатија оформено. Значи соработуваме, им помагаме, меѓутоа ингеренциите претежно за тоа зеленило што е внатре во блоковите е под општините. И само уште едно прашање пред самиот крај на разговорот би ве прашала околу системите за наводнување. Изминатата година често пати имав можност да слушнам и јас лично дека се упатуваат критики до јавното претпријатие Паркови зеленило за исушената трева, затоа што имавме многу сончеви денови. Тоа е проблем поради наводнувањето или пак се штеди едноставно вода? Знаете како, дел од зеленилото за жал се уште се наводнува со вода од градскиот водовод, што секако не е пожелно, нели водата од градскиот водовод треба да користиме за населението, за пиење, би требало да се полева со техничка вода. Ние со техничка вода поливаме овде во градскиот парк и во општина Аеродром каде има ископано бунари. Тенденција е понатаму и тоа во соработка со општините да се ископаат бунари во сите општини, така да постепено се заменува полевањето на зеленилото со техничка вода, да се заштеди нели водата за пиење. Кога се големи горештини во текот на летниот период, кога нема доволно притисок да стигне водата во повисоките зони, тогаш и јавното претпријатие Водовод и канализација апелира да ние прекинеме со нели наводнување за да може да имаме вода за достапност на водата до граѓаните, така да од таа причина некогаш во летниот период не полеваме или пак што веќе неколку години назад се случува, полевањето го вршиме во трета смена, значи работниците почнуваат некаде од 10 часот навечер, 12 и цела ноќ се полева зеленилото да се одржи во добра кондиција. Сакала да ве прашам уште за кантите за џебен отпад кои што се поставени најмногу тука во градскиот парк, кога има денови кога навистина е приполна паркот, а приполни се во тој случај кантите за отпадаци. Зошто не се празнат навреме? Кантите ние ги празниме секое утро. Значи гужвата тука е навечер, тука се собираат луѓето значи во вечерните часови. Прва задача на нашите работници е наутро да ги испразнат кантите и да го исчистат паркот. Значи оваа слика сега што ја гледате, веќе они имаат поминато и го имаат исчистено паркот. Ние собираме, значи од прилика некаде околу 3 кубни метри смет дневно се собира низ градскиот парк. Меѓутоа како затоплува времето, како повеќе ќе се собираат луѓето, така ќе биде и поголема количината на отпад. Меѓутоа се случува и да имаме и скршени стакла, значи шишиња низ паркот, се кршат и клупите и корпите, значи има едно, да речам, вандалско однесување. Така, за жал сме сите свидоци на тој начин на вандалски живот, кој што се надевам дека веќе ќе почне да се одвикнуваат нашите граѓани од ваквиот стил на однесување. Елизавета, јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Благодарам и вам. А со една порака да се чува зеленилото, затоа што навистина е убав, буквално ги одмара и очите и душата. Ние го завршуваме ова линковско вклучување.